Та камера со грбот. Јас нека камера, јас реков јас да не се гледам. Не, јас во мене ќе гледам. Ти снимај си, така? Ништо не, што требаше Ќе ти кажам сега полека, ти си слушниш. Ова договорено, што треба да одговорам? Може? Оливер Јошевски, тренер на фудбалскиот клуб Варош, Електроелемент, клуб кој што има амбиции да прерасне во нешто што беше порано во оние минати децении, во би рекол оние години кога клубот се надпреваруваше во втората фудбалска македонска лига. Неодамна го презедавте овој клуб и сигурно не е лесно и за вас како играчите да го сочувате мирот во екипата. Сигурно знаете дека публиката варошани сака добар фудбал и не сакаат Варош да игра како што тие велат во Дива лига. Да, токму така. Вака се, како на почеток да ги поздравам Берто и Кемано кои што до пред 4-5 кола го водеа и исто уназад може 40 години го водеа клубо и редовно играа. Направивме некои промени, така да речам, со Електроелемент, па така да јас ме поканија и многу сум поласкан да бидам на тренер на оваа екипа, кои што се многу млади играчи и многу талентирани. Знаеме дека овој клуб, дресот на овој клуб го носиле многу и познати имиња од минатото кои го носиле дресот подоцна на фудбалскиот клуб Победа. Практично фудбалскиот клуб Варош беше база за идните правотимци на Прилепските црвено-бели, еден од најдобрите клубови во македонскиот фудбал. Да, Варош постои од мислам 1976-та. Играше во втора лига најголем успех, мислам дека достигна до 4-то место во втора лига. Сега згасна 7-8 години, па од минатата сезона повторно се јавивме на сцена, да речем. Па со вакви добри деца, мислам дека за брзо можеме да го повториме тој успех. Има ли играчи, гледаме многу млади играчи, просекот на екипата е нешто под 20 години, има и неколку играчи кои ги знае добро фудбалската јавност, настапувале во 11 октомври во Победа, во младинските категории. Точно. Има двајца до тројца играчи кои што играле во погорните лиги и се добри, и има една добри 7-8 дечина кои што имаат по 17 години и се стварно многу има голема иднина во нив. Каква е вашата фудбалска филозофија? Сигурно дека како млад тренер имате млада екипа и вашите амбиции, како и амбициите на раководните луѓе во клубот се да се оди секоја сезона да се прави на успех. Да, ние годинава ќе бидеме први. То не го зборувам туку така, него со тие играчи што располагаме сега, можно во регион ќе бидеме во ВРВ, а не во општинска лига. Сигурно ќе бидеме први, а резултатите ќе ги видите и вие. Кои се конкуренти за пласман на таа прва позиција која води во третата лига Југ? Мислам дека ние сме први фаворити, не мислам, сигурен сум, додека за другите 2-3 места можна тука се Пролетар, Тризла и можно да се има Жучиште тука добри. И ќе ве запрашам за условите, гледаме соблекувални нема, теренот не е заграден, навистина ова се слики, верувам и во текот на разговорот ќе одат снимките, навистина е застрашувачки погледот кога ќе се погледне на што се случува со соблекувалните, а бе едни од најмодерните во свое време. Да, соблекувалните од кога згасна 7-8 години, веќе нема ништо, ни се може да ги видите. Само зидовите се останати. Се надеваме дека за пролетниот дел веќе сега има уште 5 кола, за пролетниот дел дека ќе ги оспособиме. Ако успееме да ги оспособиме, тоа ќе биде супер. И за крај, како се снаѓаат играчите, дали ги прифатија условите во кои работат? Сигурно дека не е лесно да се доаѓа на тренинг и би се рекол и амбицијата згаснува да се дојде на тренинг, да се тренира кога ќе се види на каков терен се тренира и какви се условите за после и пред тренинг. Нашиот терен е еден од полошите во нашата лига, али децава се многу агилни и многу сакаат да тренираат и да бидат први. А со самите услови, ако успееме и тоа да го подобриме, ќе биде добро.
тешко, овој малце стадион е такав малце, не баш кој што треба. Тие се условите. За вас како тренер, дали може би амбиција да се врати соработката Победа Варош, како што беше тоа некогаш? Мислите за во однос на позајмување на играчи? Па зашто да не? Секогаш е подобро. А имаме и добри играчи ние тука. Можно е некој дете да премини таму. Не е исклучена можност. Со самите резултати ќе вида и другите дека е така. Ви благодарам за разговорот, за овој краток разговор, ви посакувам успех оваа сезона, се надеваме дека ќе се пласирате во таа трета лига југ, она што е и вашата основна амбиција. Благодарам и на вас, фала на поканата што и повелете и друг пат.